балони, девојки, кои што се чували на градот, кои што се појавува во долниот дел на огледалото, недаш, нели тие кутички, разни бои, и над градот се тие фигурички кои што го чуваат градот, што даваат мир, среќа, и така и дрвцето што е, нели, символ на среќа и на живот. Ова е Жанета Гелевска Вејановска, сликарка од Македонија, која 10 години живее и работи во Велика Британија. Во еден мал агол во нејзиниот дом во Јужен Лондон, полн со бои, четки и разни други алатки, почнува животот на речиси секое нејзино дело. Црна основа, па бела заднина, нацртан лик и дополнителна структура. Сето се преточува во богата насликана приказна во цела палета топли и дури огнени бои и лесни, скоро летачки фигури и символи кои ве предизвикуваат да ги толкувате на сите можни начини. На последната изложба на Жани, како што написо се подпишува на сликите, која пред известно време се одржа во галеријата на Европската унија во центарот на Лондон, насловена како Приказни за копнежот и љубовта, присуствуваа многу нејзини познаници, македонци и странци, домаќини британци, но и доста странски дипломати. Се ракуваа со неа, ја прашуваа за насликаните мотиви и честитаа за успехот да се одржи и постојано да изложува во град со жестока конкуренција од илјадници уметници дојдени од сите страни на светот, а при тоа да остане сосема цврсто на земја и ревносно да биде посветена на своето семејство, како што ја опишуваат луѓето што поодблиску ја познаваат. Но дали патот до нејзиниот успех во Лондон беше лесен? Не беше едноставно, меѓутоа бев многу упорна, значи во однос на сликањето имав еден постојан континуитет на сликање и почнав многу брзо да излагам во некои од лондонските галерии, да излагам на неколку арт феир, значи на саеми, каде што тука се воспоставија и доста контакти со други сликари, со други галерии. Така да тоа ми помогна многу добро. Тоа е за вас успех на еден уметник дојден во Велика Британија или некаде во светот? Па да, па за мене успех е да сепак на прво место ќе ја кажам таа континуираност на работа. Пред се работа. Постојано да те има некаде, да изложуваш, дали се тоа групни изложби, дали се саеми, дали се самостојни изложби, да си има континуитет во работата. Жани слика во комбинирана техника. Акрилни бои со дополнителна структура постигната со додадени парчиња, хартија, текстил или друг материјал. Двете димензии не и се доволни, па е во постојана потрага по трета. Самата објаснува дека честопати токму овие дополнителни елементи ја диктираат формата на нејзините дела. Понекогаш на цела серија слики се препознаваат слични мотиви и бои, или дури се чита одредено расположение. Жани признава дека на сликарите тешко им успева сосема да ги сокријат своите приватни чувства, па со секое платно, практично, раскажуваат и дел од приказната за себе. Низ светлото и јачината на нијансите, нежноста или строгоста на фигурите и нивните корелации. Но дали публиката успева да ги прочита, да ги одгатне пораките, или луѓето бараат помош од авторката? Луѓето кои што ме познаваат, од каде доаѓам, каде се моите корени, го поврзуваат тоа со Македонија. Со топлите бои, со колоритот, со... Оние кои што не ме познаваат, што не знаат од каде потекнувам, се фасцинирани, импресионирани од топлината на боите. Тогаш јас сум во ситуација да ги објаснувам моите дела, од каде потекнувам, од една топла земја, која зрачи со колорит. Дали елементи, дали градби или линии, исто така од вашата рана меморија може да се препознаат во сегашното творештво? Например, знам дека ве прашуваа многу од посетителите на вашата последна изложба во Лондон, во просториите на Европската унија во централен Лондон, кога на една слика се насетува контури од еден мост. Некој ве праша дали тоа е камениот мост од Скопје, вие рековте категорично не. Па токму така, камениот мост не е камениот мост, дефинитивно, меѓутоа
Мене ми е интересна целата таа анализа на наблюдувачите на мојата уметност, како оние ги толкуваат тие форми, да кажам. Дали е тоа мост, дали е тоа порта, дали е тоа предизвик кон иднината, дали е тоа прелаз од еден во друг живот, значи може на најразличен начин да се толкува тој мост или таа аркада што се појавува на некои од моите слики. Домот за Жани, како што самата вели, и е се. Тука во еден светол агол во куќата во Јужен Лондон слика, тука е мајка на двајца тинејџери, сопруга на лекар и пријателка на кругот блиски луѓе што успеале сите заедно во изминатите 10 години да го создадат во Британија. Имам целосна поддршка и од сопругот и од децата. Овој простор го доживуваат како дом и како моја ателје. Значи, овдека се готви, овдека се слика, се комуницира, така да има една многу убава спонтана и да кажем убава енергија струи во целиот дом, благодарение најверојатно на сликите и на сите оние објекти што го чинат домот таков каков што е. Но сепак таа вели дека како свој дом еднакво ја чувствува и Македонија, каде што патува доста често, работи и изложува. Зошто така? Па затоа што јас не избегав од Македонија. Од секогаш Македонија сум ја сакала и секогаш сум била среќна во Македонија и ни во еден момент не помислив дека ќе оставам Македонија. Моето сликарство е барано и ценето и во Македонија. Така да сакав да направам еден баланс и мислам дека до некаде и успевам. Значи, колку што излагам тука во Англија или во Европа, да кажам, во Македонија сум исто присутна во доста галерии. Организирам изложби се уште во Македонија, значи успевам тој баланс да поддржам на континуитет во моето сликарство и во Македонија. Жани, да се вратиме малку на вашите почетоци. Кога почнавте да сликате? Какво образование поминавте во Македонија до моментот додека ја напуштивте земјата? Значи имам завршено гимназија и по гимназија се одлучив да студирам ликовна академија во Скопје, меѓутоа со сликарство се бавам, можам да кажам, целиот мој живот. Значи од мали години почнав со некои детски цртежи, па цртежи на дидовите во мојот дом, па сите можни објекти во мојата куќа да исполнети со мои цртежи. Имавте поддршка од родителите? Голема, огромна поддршка од моите родители, посебно имавте ли нека уметничка атмосфера дома? Па имаше посебно, татко ми беше архитекта, имаше сите негови пријатели беа уметници, така да бев постојано обкружена со тој уметнички свет. За мене беше нормално да се разговара за уметност, да посетувам ателија на други сликари, така да си беше тој еден многу природен процес кај мене при одлучувањето на мојата професија. Ликовна академија, значи, заврши во 89 година во класа на Ана Темкова, релативно доста позната наша сликарка. Тоа име кај нас. Токму така и веднаш по моето дипломирање почнав со самостојни изложби, значи можам да кажам дека во сите музеи, во сите галерии сум имала самостојна изложба. Може би во моментов Скопје и Лондон се незините два дома, но како што можев да заклучам, Жани нема намера да се движи само на оваа релација. Таа соработува со ланец галерии во Франција, гостува таму, има контакт со публиката и редовно ги снабдува со своји слики. Таа соработка со француската галерија Carré d'Artistes постои веќе 5 години. Всушност тоа се ланец на галерии низ цела Европа, две во Лондон исто. Така да изложувам во сите галерии во Франција на еден известен период и многу често добивам покана од нивните галерии да бидам гостин во самата галерија, каде што ги презентирам моите техники на работа. Малиот цртеж што Жани Вељановска го почна за да ми ја покаже одблиску нејзината сликарска техника, со секој потег добиваше нов лик. Конечната верзија можеби ќе заврши во рацете на некој турист кој како спомен ќе го купи од Париз, од Лондон или од некој друг европски град. Или пак ќе се најде на следната изложба на Жани, веќе договорена во октомври во Франција,
подоцна друга во Унгарија, а кој знае можеби во некој од галериите низ Македонија. Но најважното за неа е своето и секојдневието на нејзините блиски да го исполни со многу среќа, за да може потоа за неа да раскажува преку нејзините платна. Билјана Георгиевска за Мак Медија од Лондон.